Најдобрите ученици од лозаро-винарската струка ќе добиваат стипендии, а ќе имаат можности да изведуваат практична настава во АД Гоце Делчев. Ова е дел од содржината на меморандумот за соработка што денеска го потпишаа директорите на Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров, Горан Велковски и на АД Гоце Делчев Ристо Милев. Велковски е задоволен од оваа соработка и се надева дека ќе даде поттик кај идните средношколци да се надпреваруваат со знаење. Мене особено чест и задоволство ми е што продолжуваме со соработка со сите чинители, со сите компании кои што се поврзани со насоките, смеровите што ги имаме во нашето училиште. Денеска потпишавме меморандум за соработка со АД Гоце Делчев од Кавадарци, од земјоделската струка. Самата соработка се состои во практична настава на нашите ученици, пошто се надеваме дека со текот на годините треба нашите ученици и не само теорија, него повеќе да се обфанати практичните делови од наставата. Така да особено чест ми е мене, нашите ученици ќе имаат изведување на практична настава, посета на винаријата, на лозарството во Гоце Делчев, бидејќи таму знаеме дека ги има сите најсовремени услови и можности за учење на самото лозарство и винарство. Во меморандумот за соработка еден клучен елемент е предвидено стипендирање од страна на АД Гоце Делчев за најистакнатите ученици во лозаро-винарската струка. Така да тоа е еден голем стимул за нашите ученици во прва година кои што се запишат. Компанијата исто се обврзува за стипендирање, како што кажеме, за најдобрите ученици и се надевам и нивно натамошно ангажирање во компанијата. Задоволен од можноста за соработка и директорот на АД Гоце Делчев, компанија која секогаш во лозарството користи современи апарати и технологии. Пред се, ова година јас сум 40 години испаднат од оваа школа, пред 40 години ја завршив во оваа школа. Потоа земјоделски факултет и ова школа е моја матична школа и мислам дека им е должност, а воедно и со големо срце и задоволство сакам да му помогнем на луѓето, на младите луѓе, да дојдат да видат кај нас што се работи, каде сме, на кој дел работиме, што работиме, да ги видат сите техники што се користат во светот, од системи капка по капка, од машини за дефолијација, машини за шишање. Потоа моментално работиме на поставување последни 2-3 години на метални столбови, метални поединечни колчиња, така да машинска берба веќе употребуваме, ова ќе биде 3-та година, така можат се да видат децата. Од друга страна, исто ќе омогучиме на децата тие што сакаат да работат. Дури ги повикувам оваа година што се сите матуранти кои што не мислат да студират, ги поканувам да дојдат да ги уклучиме во процес на производство за работа. За работа ги нудиме. Ќе почнат да работат и оној за кој колку ќе успее во животот, нека се борен, ќе му даеме можности на техничари, па чак и повисоки плати ако се докажат во струката. Па тогаш да, немаше, тогаш имаше вишок работна, повеќе работна рака имаше, сега е помалку, знаеме каква е стојбата со Дрексерот, али оваа школа треба да обстанува, затоа што земјоделската струка во Кавадарци ипак е приоритетна. Тешко се наоѓаат луѓе за работа во оваа бранша? Па не, генерално во Европа е така. Во Европа е така. Несреќата во Македонија е што имаме ниски цени, депласирани цени, додека во Европа се нешто цените повисоки, приноси повисоки, техника, агротехника, сортимент, семо е разликите од кај до кај во оние соклони имаат повисоки приноси, машински работи имаат повеќе, ние уште во Македонија некаде над 50% во лозарство работите се рачно и затоа е нашето производство уште поскапо. Претходно, Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров исти меморандуми за соработка потпиша и со Македонски шуми и винарска визба Тиквеш и овие компании ќе ги стипендираат најдобрите ученици.